Беше тоа на 3 февруари 1904 година, кога е убиен Толе Паша во голема и нерамноправна битка со 3000 турски аскер на информацијата дека селото е опколено. Толе Паша не покажал особена возбуда, ниту особен страв, туку мирно им се обратил на домаќините и на своите комити да завршат со ручекот, па после да бијат битка со непријателот. На 3 февруари 1921 година во Трпчевата Мејана се одржало првото официјално основачко собрание на фудбалскиот клуб Балкан од Чаир. Во оригиналните документи во Београдскиот лопташки савез стоело: ФК Балкан е прв регистриран клуб из Вардарске Бановине, издаден на 30 мај 1921 година со подпис на тогашниот секретар Коста Тушановиќ. Од своите лични и скромни средства, управата и играчите на ФК Балкан ги купиле своите дресови кои биле црвени. Беше тоа на 3 февруари 1937 година, кога во селото Стапар, Војводина, е роден Александар Џамбазов. Музичка академија заврши во Белград, а целиот работен век го минал во македонската радио-телевизија како диригент на танцовиот и ревискиот оркестар. Неговиот творечки опус е многу богат. Автор е на голем број детски песни, како и иницијатор и долгогодишен диригент на фестивалот Златно славиче. Пишувал сценска и филмска музика и повеќе дела од класичната музика. Компонирал и хорски композиции, како и голем број популарни мелодии. Добитник е на 50 стручни награди. На 3 февруари 1977 година во несреќен случај загина Васко Карангелевски, народен херој на Македонија. Беше командант на Скопската армиска област. Загина во неразјаснет случај на падините на планината Караџица, додека со пријателите бил на лов. По неговата смрт, Радко Младиќ е поставен за командант на Скопската армиска област. Беше тоа на 3 февруари 1966 година, кога на месечината се спушти првото летало лансирано од земјата, советскиот вселенски брод без посада Луна 9, пошто почна да емитува радиосигнали. На 3 февруари 2000 година во Скопје умре Лазо Каровски, македонски писател и книжевен историчар. Од неговото обемно книжевно дело ќе споменеме неговата прва книга поезија за деца Овчарче, објавена во 1946 година, и последната романот за деца Нека летаат гулабите, објавена во 1986 година. Роден е во Кабадарци на 17 февруари 1927 година. Беше тоа на 3 февруари 2002 година, кога во Скопје, во сообраќај на несреќа, загина Петранка Костадинова, позната македонска пејачка на народни песни. Познати и се песните Не кажувај либе добра ноќ, Во струмица на улица, Мајка, Мајсторе, мајсторе, Земи си златни гердани и многу други. Родена е во Сомбор во 1948 година.